Почитувани гледачи, ова е програмата на ТВ каналот ВИС и Дневната соба. Како што најавивме во нашето студио, младиот Ангел Спасов, кој што неодамна промовираше односно своето прво деби или прв музички сингл "Ме заборавите или не ме заборавајте", како Ме изгубите. Ме изгубите. Ете така, Ангел, добре дојде во студиото на ТВ каналот Добро ВИС. најдов. Како си? Супер. Благодарам за поканата и Чест е, предпоставам, Да. заедно да споделиме Така пред е. нашите гледачи за се она што е актуелно кај него, односно кај Ангел. Ти си едно ново музичко име, неодамна рековме го испромовира по социјалните мрежи пред се. Вашиот прв сингл, предпоставам дека нема да биде последен. Така. Ме изгуби ти е насловот на песната. Како дојде до идејата Ангел да направи еден спот? И кој стои за овој спот? идејата за да направам песна, да снимам спот, трае повеќе години, поточно целата таа визија. Меѓутоа, јас го чекав вистинскиот момент за тоа. Не сакав да почнам да снимам песни спот кога бев помал, затоа што сакав малку повеќе да созреам и сето тоа што ќе го снимам да има некоја тежина. И јас сега се чувствував најспремен за да снимам песна спот и да го објавам тоа во јавноста. И ете така, баш ми се допадна Се како испадна се. коцките. Така, да. Билов, ако не се лажам, Да. стои зад овој Така е, да. проект. Роберт Бибилов е комплетен автор на композицијата "Ме изгуби ти", значи на музика, аранжман, текст, значи се што треба за песната. Спотот го направи Зоран Зонде Стојановски. Исто така помагаше на снимањето и Мижи Миков. Така, така. Да. Овој сингл е пропратен и со спот, мораме да признаеме, рековме Да. на социјалните мрежи. Една, би рекол, младешка песна или една тинејџерска песна во кој што се зборуваат пред се за љубовта, но ево, која е она порака кој што ја има во песната, еве, ако може малку така да кажеме, бидејќи рековте и текстот и музиката е, мислам дека е рап, ако не се лажем, или како го класифицирате тој или технолика? Па не може баш да се каже рап, туку трап, тоа е малку помодерна верзија на овој стил. Ова кој што младите сега го Така, слушат, предпоставувам, има ли порака песната? Ме изгуби ти. Па колку Се пронаоѓа ли Ангел во таа песна? Па текстописец на песната не сум јас, меѓутоа ете јас пробав колку што можам да го изнесам повеќе текстот со поголема емоција за да тоа допре некако до публиката. А што се однесува до песната, како што кажа, таргетот не е нели младата публика, меѓутоа тоа не значи дека песната не може да ја слушат ниту повозрасни, ниту помлади од тоа што е таргетот. Значи песната по моја желба да биде во стил кој што може да се пушти по клубови, по кафичи. Така. Спотот е една интересна конфигурација, повеќе многу графика, но каде се работеше спотот? Спотот заедно со Зонде го снимавме во неговото студио. Исто така во спотот се појавува и Ема Стојановска, која што допринесе многу за овој спот да изгледа некако, како да кажам, подобро. Двајца актери, ти Така, да. и како се вика Ема. бевте во овој спот и беше ли тешко вака да се застане пред камери? Не ми беше тешко, бидејќи тоа мене ме исполнува. Значи од секогаш сум сакал јас да се појавам пред камери. Па дали ќе снимам спот, дали ќе се сликам, дали ќе снимам емисии, било што, мене тоа ме привлекува. Интересно ми е нели да застанам пред камера, да имам интеракција со публика. И не ми беше воопшто напорно да го снимам спотот, мене ми беше многу интересно, иако го снимавме спотот долго време, времето мене многу брзо ми помина. Така, колку катови, например? Като, ајде одно во што ова сцена, како оди се снимањето? Па, не ги преснимувавме многу сцените, туку повеќе експериментиравме со ај вака да пробаме и тоа што ќе испадне најдобро, тоа да го вметнеме во видеозаписот. Лично ти, Ангел, задоволен ли си од како излезе спотот? Да, јас сум презадоволен од тоа како испадна спотот, навистина е светски, можам да кажам, многу повеќе од тоа што го замислував. Многу ми се допадна. Да.
Предпоставувам дека веќе и бележиш вака статистички одредени показатели. На YouTube го има спотот, по социјалните мрежи рековме. Најде ли на прием кај малата публика и што кажуваат младите? Некој да подсетиме дека Ангел Спасов е трета година при Средното општинско училиште Димитар Влахов, медицински техничар, ако не се лажам. И како, што кажува, кои се реакциите на твоите врсници? Па, врсниците имаат позитивни реакции. Мило ми е тоа што песната им се допаѓа, песната се слуша. И не само кај тие што ги познавам, туку песната за еден месец веќе на YouTube има над 80.000 прегледи, што можам да кажам дека за прва песна, јас сум нов артист, нели, во Македонија е на вистина одличен успех според мене и според тоа што го кажува мојот тим. Не е мала бројка, 80 прегледи. Ангел, предлагам овде да направиме да видиме овде како се вика спотот кој што го направи. Правиме една пауза, го гледаме Спасов со својот прв сингл, деби сингл, потоа се враќаме во студиото, а доколку сакате повторно да го слушате, под кој псевдоним е на YouTube каналот? Да, доколку публиката сака повторно да слушна мојата песна, може на YouTube да напише Ангел Спасов ме изгуби ти. Песната е достапна и на другите стриминг платформи, како што се Spotify, Deezer, Apple Music, Napster и така натаму. Ги има сите во описот на YouTube видеозаписот, каде се може да слуша песната. Одиме сега да го слушнеме првиот сингл или деби синглот на Спасов. Нема јас да станам ко тебе фри контрол, нон стоп да те следам ко да сум Интерпол. Опасно е сега, брзо се случува и ништо не е така, ко без причина. Морници, а ти само така продолжи ме изгуби ти, ме изгуби ти. Немој после сори погреши, по телово ме лазат морници, а ти само така продолжи ме изгуби ти, ме изгуби ти. Тоа беше Ангел Спасов со Ме заборави. Ме изгуби ти. Ме изгуби. Намерно те провоцирам цело време. Или го заборави ти. Ме изгуби ти. Ангел, ова е прв сингл, предпоставам дека нема да застанеш. Да. Тука дали виски имаш проекции кога ќе работиме нов сингл? Новиот сингл е во процес на работа. Така да публиката може да очекува наскоро нешто ново од мене. И јас едва чекам тоа да го представам на публиката. Пред нова година можно е или да се очекаме ова да легне? Па искрено јас би сакал
песната да излезе до нова година, меѓутоа да видиме дали се ќе оде по план. Не можам ништо да гарантирам, меѓутоа наскоро, дали ќе излезе пред нова година или после нова година, секако нема да се чека долго, бидејќи како што кажав, песната е во процес на снимање. Повторно со Бил Билов или пак Така, станува збор за да, некој? повторно со Бил Билов, бидејќи целиот тој тим кој што ја работеше оваа песна, мене ми стои како, мислам, се покажа дека е добитен тим. Така е, професионален Професионален тим, да, кој што ете на мојата прва песна и донесе огромен успех. Така да многу е битно и како ќе се вклопиш со луѓето кои што ти работат и на песната и на спотот. Јас можам да кажам дека и со Роберт и со Зонде многу добро се ги покопивме енергиите и произлезе производот кој што веќе го видовме и претпоставам дека соработката ќе продолжи и во иднина. Да. Инаку, само да подсетам дека Спасов е син во моментов на пратеник или односно професорка и татко медицинско лице или поранешен градоначалник на Ново село. Од каде ги влечеш гените? Ова намерно го како увертира го кажав, имајќи во предите, ако не се лажам, и сестра ти се занимава со музика. Од каде музичките гени? Па сестра ми да, и она исто така се занимава со музика, беше пред 4 години или 5 на Макфест. Така. А пред сестра ми музичките гени може би ги влечам и од тетка ми и нејзиниот брат, односно Така, Вујко. Вујко, да. Односно прва браточетка на татко ми, која занимава со музика, Маја Грозановска. И од тука некаде. Па да, од тука некаде, значи фамилиарно, ете баш пред некој ден си зборувавме дома, од каде ги влечам овие гени, е така што дојдовме до заклучок дека во нашата фамилија имало многу луѓе кои што пееле, меѓутоа ете кој се експонира во јавност, кој не. И ти се реши да се Јас се решив да се експонирам во јавност, така. Добро, да. како изгледа на обичен слободен ден во семејството Спасови? Ти пееш, сестра ти пее. Па во моментов Дали си сконцентриран нешто да слушаш музика, да пуштеш во домот малку погласно, па да се преточиш во песната, да запеи Ангел? Па да, со сестра ми ние си пеевме по дома вака редовно секој ден, сега она е на факултет у Скопје, меѓутоа ете јас си пуштам песни дома константно на звучник, на микрофон, се надевам дека на комшиите не сметам многу. Па добро, кога станува збор за добра музика, зошто да сметате? Така, да. А паралелно и медицина. Да. Има ли спојка медицината и музиката? Па реално мислам дека нема ета. Па јас со медицина почнав уште пред да занимавам со музика. Тогаш јас си велев дека сакам да занимавам со музика, но не беше нели ништо сигурно. Тоа беше само како да кажам еден сон кој што во овој момент е моја реалност. Така да. Добро, рековте сестра ти на Макфест беше, планираш некој фестивал 2023, не знам. Па Вака проекции. Иако си уште си млад, но во секој случај знаете и познато е дека талентите се ловат уште на млади години. Па да. Јас искрено би сакал да настапам и јас на Макфест, меѓутоа ете се уште е многу рано да кажам за тоа. Прво да гледаме да го истераме овој проект кој што сега е почна, односно мојата втора песна, да ги завршиме овие планови за оваа година, па за наредната која што следува. Мислам дека ќе се размислува на такви опции. Како би се опишал Ангел? Па би се опишал како позитивно момче, весело, исто како и сите негови врсници. А одговорен ли си? Бидејќи ова е вака музика, иако професионално си се уште далеко, почетнички, нели да се занимаваш од една страна музика, од друга страна имате училишни обврски, претпоставувам секојдневни обврски, па младо момче кој што треба да излегува и да се дружи, претпоставувам и да спортува. Но како успеваш да ги распоредиш сите тие обврски? Па да ти кажам некако успевам. Ете на пример на емисија не ми се случува да задоснам, тоа се уште, но во школа јас многу често ми се случува да задоснам, меѓутоа врските си ги исполнувам, оценките ми се навистина одлични. Исто така наоѓам време да спортувам, одам во теретана. Така да гледам се да биде, како да ти кажам, максимално искористено да. времето и да ги организираш. Да, а и со тоа си имам и време за да излезам со другари, да одам во кафич. Така.
така. Така да сум задоволен. Да, Како ми е распоредено време. вака извини, Ангел, кој се слушали песна вас твоја во некој од кафулињата во Струмица? Во Струмица не сум слушнал јас се уште, меѓутоа ми кажуваат мои познаници во повеќе наврати дека ја слушнале песната на радио во такси, а ми имаат и кажано дека песната ја пуштаат ете и низ некои скопски кафичи. Опа. А во Струмица не сум Па слушнал се добро, уште. добро. Мислам дека нема ни месец дена, ако не се лажем, или толку околу еден месец дена. Се коригираме. Да, месец дена, точно месец Да, дена. и ова е во функција на промоција пред се и на песната. Добро, имаш некој кој што те помага во сето тие во реализацијата на првиот твој музички проект и во реализацијата на идните проекти? Дали Така тоа е, само да. семејството или пак има некои фирми кои што дават придонес или не знам како се до тоа успевате? Бидејќи сепак да се снима песна не е само вака одам снимам песна. Па да, прва песна си ја истеравме вака сами, но ете за оваа која што следува, веќе сме во преговори со некои фирми кои што би потпомогнале. Така, значи, еве е убава можност сите оние кои што сакаат да помогнат во кариерата, музичката кариера на Спасов, а предпоставам дека и утре задутре и медицинар би требало да биде. Па би требало. Да. На што те влечи? Па во моментов ме влечи на музика. Музика. Да, меѓутоа од образованието секако дека нема да се откажам. Да, а таму во медицината стоматолог, опш лекар, специјалист или по чекорите на тато. Па најверојатно по чекорите на тато. Добро, Ангел, рековте дека се надевате дека може овие денови, нели се уште не сакате да брзате околу новиот музички проект, дали ќе отстапите и од оваа музичка линија која што наликува на трап песната, првиот сингл ваш, или пак сакате да експериментирате во таа насока? Каде се размислува, дали останувате на ова поле или пак ќе одиме со некоја балада, не знам, експериментирање околу музичките правци? Па за сега од прилика останува овој правец. Може би малку побрза мелодија, меѓутоа не би експериментирал за сега, затоа што рано сум нов, сакам да изградам некој собствен стил и кога веќе кај публиката мојот стил ќе биде препознаен, тогаш би можел да размислувам за да експериментирам со правците во музиката. Да, а паралелно нешто да не свирите? Па имам свирано 7 години пијано, меѓутоа ете во последно време паузирам малку. Баш вчера се размислував да почнам повторно да свирам, меѓутоа ми треба малку како да кажам и време да се одлучам, така како што кажа и ти преги, јас имам навистина многу обврски, па сега да додавам уште обврски, не сакам многу да го запоставам и училиштето. Да, ама во секој случај музичките, односно уметниците, вообичаено се креативни личности. Во моментов, нели, кога им доаѓа некој идеја, некој такт, знаат тие да веднаш го пренесат на музички инструменти или пак на лист хартија, за да можат сето тоа да го забележат, за да утре задутре вклучат нели некој нова песна. Бидејќи предпоставам дека Ангел, ако сака да остане во музиката, нема да очекува само песни од автори кои што се ќе сака и сам да креира некоја песна. Од тој аспект ми беше и прашањето. Па да, јас добивам инспирација често така да пишувам и текстови и песни, но ете вака дома во соба се уште не сум направил храбар чекор тоа да го експонирам јавно, бидејќи се уште сакам да се да биде во најдобар ред направено од врвни луѓе. Така, сакате да бидете сигурни на самиот старт, но со тек на време... Да, но би сакал јас понатаму да учествувам во изработка на моја песна. Така. Како сме на училиште? Рековте, добри. Одлично, да. Што ви вака најомилен предмет? Па што знам да ти кажам? Ова сега професорките кога ќе го видат, ќе кажат, а зашто не го кажа мојот предмет? Па не знам. Зборуваме за музика пред се денеска. Така, Спасов, јас ти благодарам што беше дел од дневната соба на програмата на Канал Вис и многу успех пред се. Верувам дека гледаноста на твојот прв сингл ќе порасне и ќе се врти не само во наредниве месеци, туку ќе трае континуирано овој сингл. Очекуваме нешто ново во најскоро време од твоја страна и со тандемот со Билбилов, па повторно да изненадите публиката, односно јавноста кој што сака таков тип на музика.
Да. Благодарност уште еднаш. Благодарам на вас. Ете така, а одиме сега со останатите содржини во рамките на дневната соба на програмата на Канал Вис.